Новата сезона во Македонскиот народен театар започнува со една премиера односно по текст на британско-ирскиот режисер Мартин Мекдона, а во режија на Јавор Грдев, бугарскиот режисер. За тоа што може да очекува публиката и кои се всушност подлогите на текстот и за каков тип на представа станува спор, разговарам со Ѓорги Јолевски, еден од актерите во представата. Добре дојдовте во интервјуто на Макпакс. Добре најдов. Моето прво прашање е што да очекува публиката од новата премиера, односно од Бесачи? Исклучително возбудлива представа, црна комедија. Тоа би требало жанровски да ја определи оваа представа. Мекдона има напишано еден феноменален текст, многу современ, многу силен, многу актуелен. Јавор Грдев направи представа која што е адекватна на висината на текстот и се разбира таа комбинација со целата авторска екипа која што работи на самиот текст, од музика, тон, светло, костими и актерската игра актерите кои што ја покриваат актерската игра е исто така достоинствено за националниот театар, Македонскиот национален театар, и публиката ќе очекува на високо ниво естетизирана представа која што е полна со црн хумор, возбуди, но и голема драматичност. Што е темата во Бесачи, вака во една реченица, ако не? Темата е, Мекдона се фаќа за забраната за смртната казна со бесење во Англија на почетокот на 60-тите години. Тоа е еден навистина голем либерален скок во однос на демократијата и во однос на хуманоста, но Мекдонак се враќа во ова време да пишува за тој либерален чин во Англија, се разбира благодарејќи на конзервативноста која што се враќа во светот, во однос на враќањето на желбата да повторно да се возобнови смртната казна во судството, но во исто време го критикува и светот во кој што живееме, кој што станува се по фригиден, се по морбиден, исклучително агресивен, насилен, а би рекол дека ова представа добро се вклопува во Македонија, затоа што Македонија стана еден извор на насилство, на корупција, извор на сили кои што му оневозможуваат на обичниот граѓанин или на граѓанинот да го живее нормално својот собствен живот и околностите во кои што тој е ставен, едноставно тој не е одговорен за она како го живее својот собствен живот. Тоа беше моето практично следно прашање, зошто оваа тема за смртната казна би била актуелна во овој географски контекст, во овој локален контекст, да речеме во Македонија. Сега алудирам на тоа дека кај нас не постои смртна казна, меѓутоа велите дека има метатекст, подтекст, самиот текст кој што на сцената ќе биде. Точно, смртната казна не постои, меѓутоа представата е токму за луѓето кои што се за смртната казна, луѓе кои што се преполни со предрасуди, полни со насилство, агресија, ограничен ум, локални фраери кои што насилнички влегуваат да го менуваат или да се го задржат својот собствен свет во кој што се чувствуваат исклучително комотно. Мекдона, барем ако може да се суди по неговиот опус до сегашен, нели, во останатите представи, има еден ласцевен говор, една вулгарна лексика. Дали тоа мислите дека би било магнет, условно речено, за публиката да го гледа и да ужива секако во? Секогаш е тоа магнет и морам да признам дека во оваа представа за мене беше исто така ново искуство, работата врз јазикот кој што го говори мојот лик, затоа што најчесто мојот репертоар е стих или македонски литературен јазик, но овој пат самиот текст, преводот на текстот и начинот на говорење и функцијата на самиот лик ми налагаше да зборувам еден колоквијален, да не речем уличен јазик и
за мене беше многу возбудливо, се надевам дека тој начин на изразување ќе биде интересен и за публика. Каква е врската меѓу насилството и да речеме тој уличен жаргон, уличен јазик? Како тие комуницираат меѓу себе од една страна темата, од друга страна да речеме ваквиот вокабулар во представата? Да, малку јас ќе се навратам на едно од претходните прашања кога рековте дека во Македонија не постои смртната казна, меѓутоа ние секојдневно по медиумите слушаме како некое дете умира, дека е избодено со нож во автобус, дека некои деца се застрелани таму некаде во близина на Скопје. Секојдневно има вести како некој е убиен, уништен, претепан и тоа без никакви последици за оние кои што го извршуваат насилството. Ликовите кои што играат во оваа представа се токму тие, насилниците кои што секојдневно вршат терор врз граѓаните без никакви последици. Затоа што корупцијата и корумпираните политичари или корумпираните полицајци, корумпираните новинари или било кој човек кој што по пат на мито и корупција се обидува да си го заслади својот живот, во истото време го загорчува тугиот живот. Ние живееме во таков контекст. Дали корупцијата е состојба на духот? Се разбира. Ако вие направите контекст дека нормално е да се живее во таков свет, повикувајќи ги медиумите, повикувајќи го судството или повикувајќи политичката номенклатура и сите тие со штембил потврдуваат дека тоа е нормален начин на живење, децата, а и граѓаните многу брзо се адаптираат на тој контекст и да се живее во гето станува некако природно. Каква беше соработката со режисерот? Имате, предпоставам дека прв пат или соработувате со Грдев? Јас прв пат работам со Грдев како режисер-актер. Сме соработувале предходно како режисер на представа Јавор Грдев, а јас како уметнички директор на Охридско лето. Пред неколку години донесов една од неговите представи, Пила у мен, или Човек перница, или Перничко, како веќе сакаат преведувачите, на Охридско лето од театарот 199, исто текст на Мегдона, и тоа беше полн успех за Охрид. Се запознав со Јавор во Санкт Петербург во една зимска ноќ во 8 сатот пред Александрийски театар. Врнеше многу, двајцата со капчиња, јас сум Ѓорги, јас сум Јавор, отидовме да пиеме кафе и да се договараме за представата што подоцна дојде на Охридско лето. Но како однос режисер и актер морам да признам дека ова е едно од поубавите искуства што сум ги имал во мојот живот. Овие 6 месеци, колку што се работеше представата со пауза во летото, беше големо уживање. Најнапред затоа што се работеше насилничка представа во исклучително демократски концепт. Јавор е неверојатен забавувач, исклучително интелигентен, многу фокусиран, паметен, методичен, има неверојатна метода. Ја оставаше простор вие повеќе да дојдете до израз или имаш одредена замисла како тоа треба да изгледа? Знаете што, тој го користи актерот како извор за неговиот концепт. Вестава во тој концепт, кој што морам да признам дека е доста херметичен, доста е затворен, е детерминиран и е одлично искуството да може со еден прекрасен текст на Мегдона, кој што е преполн со замки, како Шекспир. Најнапред се мисли дека се работи за една црна комедија со многу лесен пристап, но подоцна гледате дека сите ликови и карактери не го носат она што го зборуваат, туку она што го чувствуваат и она што е покритие. Всушност потребно беше да се игра тајната, а да не се зборува за неа. Тоа го нема во текстот. Јавор на феноменален начин го извлече тоа од текстот, го ампутира, го имплементира во нас, ги ампутира сите други околности кои што пречеа на таа форма која што ја бара самиот режисер и мислам дека излезе една многу добра представа. Многу добра представа, добро. Се надевам дека ќе излезе добра представа, се уште не сме дошли до премиерата. Секако.
Глумевте богат земјопоследник во Еден месец на село на Тургенјев, една одлична представа со секако впечатлива игра. Каква е трансформацијата сега од овој лик во овој што сега го глумите во последната представа на Мегдона? Контрарна. Во Еден месец на село го играм Ислаев, кој што е демократичен, либерален, значи во времето кога е создаван текстот, средината на 19 век, тој е револуционер Тургенјев и ликот на Ислаев е ставен како некој кој што ги најавува новите времиња. Многу тој е полн со разбирање, добар, мил и создава контекст на убавина на живење, за разлика, и е драматичен и трагичен по своето однесување. Но ово е потполно спротивен. Го играм инспекторот Фрај, еден перверзен инспектор, максимално корумпиран, преполн со зависности, отруен од животот и отруен од себе си, кој што нема никакви етички вредности, полн со насилство, агресија, желба за уништување, кој што внатре во самата представа има некои своји моменти на кршење, но тоа е лик кој што е потполно различен од оној што го играв, и возбудата всушност во театар за актерот е да прави трансформации. Тоа е мојата, како да речам, природа, секогаш да се трансформирам во некој сосема различен лик, и тоа е возбудливо. Да се игра едно исто е потполно досадно. Кажете ми, во поглед на репертоарската политика почнува нели нова сезона, вие како актер што сметате дека е најголем магнет за публиката, што најмногу ја привлекува, какви жанрови, посебно овде во македонскиот народен театар, што би требало да биде на репертоар за секако публиката да секако дека има еден континуитет, меѓутоа уште повеќе да се придобие во таа смисла? Па, Македонскиот национален театар си има своја публика, секогаш се преполни салите, немаме ние недостиг на публика. Така е. Но секоја национална куќа потребно е многу внимателно да го прави својот репертоар. Секоја национална куќа мора да води најнапред во класични представи, кои што ги има Македонскиот народен театар, мора да ги прави стандардите на новите естетики, на новите движења, новите трендови во театарот, и се разбира, мора да биде лабораторија на новитети кои што подоцна ќе служат во етаблирање на новите естетски вредности на театарот. И секогаш се разбира мора да биде во трка со големите национални светски куќи и да може да се споредува и да види докаде е дојдена во начинот на израз или ставовите за светот преку театарот. Сметам дека има доволно во театарот представи кои што се, како што е Еден месец на село, како што е Тартив, како што е ова представа, иако е современ текст, меѓутоа Мегдона веќе е класика во современа класика, како да речеме, да. Класика, да. Како што некогаш беше Јонеско, како што некогаш бил Шекспир, но сега е Мегдона навистина е број еден автор. И е добро тоа да го имаме. Публиката го сака она што е добро. Она што е лошо, публиката нема да го сака. Не сме никогаш да се повладува на желбата на публиката повеќе да се насмее од колку што треба. Треба публиката да биде во чекор со новите движења во театарот, и публиката треба да расте заедно со растењето на театарот. Сосема за крај, премиерата закажана за 24 овој месец. Да. Ваш апел, можеби или порака до публиката, зошто треба да ја види представата? Па знаете што, реалноста е многу посурова од она што се случува во театарот, но треба да дојде да види дека не се осамени во примањето на насилството од околината. Дека и театарот истото тоа го гледа, и Македонскиот народен театар е фокусиран на тоа да покаже дека преку театарската уметност и преку театарската естетика уметноста е потполно во чекор или
пред она што се случува, дека го лоцира проблемот и се надева дека макар со тоа што го покажува како проблем, дека ќе действува на некаков начин тоа да се сузбие. Јуле, ви посакувам успешна премиера и многу секако изведби. Ви благодарам за интервјуто на MyFax. Благодарам за поканата.